Добре, дојдовте во моето ново видео. Денес сме со Пеце исто кој е рапер и малце ќе поразговараме за рапот во Македонија. Мислам дека ќе ви се допадне тие што се занимаваат со рапот, сакаат да слушнат многу работи, секако и јас сакам да слушнам. Здраво Пеци, ми да ми ше прифатне. Здраво, мило ми е што дојдов, мило ми е што се видовме. Се надевам ќе уживаат тие што ќе гледаат. Сега дали си спремен? Спремен секојаш. А ја да име со прво прашање, пиши се во 3 збора. Во 3 збора? Да. Добар, емоционален, будала. Ајде малце да поразговараме за твоето детство во кратки црта, ако можеш нешто да ни кажеш какво детство си имал. Па, брат, детство како сите скопски деца, брат, социјален кварт, хиподром, без многу финансиски средства, кој како се снајде. Бурно детство, свашта се видело, свашта се поминало, фала Богу, живи и здрави, ден денес. Така е. Ете и се малце ќе поразговарам, сигурно ќе ги заинтересира и гледачите, од каде идејата и желба за да почнат со рапот? Идеја и желба, од дете слушам рап, имам постар брат 13 години, така да ми пуштал уште 5 години кога сум имал рап. Само си дошло, брат, едина музика што ме влечела во животот е таа, така да од таму дојде идејата. Кој те поддржате за рапот за почетоците? За почетоците, искрено да кажам, многу, да речам, познати фаци од македонската рап сцена, трап, како и да кажеме. Така да не се жалам, сум имал поддршка од сите, иако не сум ги познал доста од нив. Вајда приметиле нешто кај мене. Така, кога ти беше првата песна и како ти беше чувството? Првата песна, сега види вака професионално и извадено на YouTube, прва песна ми е Ганг. Пред 4 години, чувството нормално. Измешани чувства, ама све супер. Стабилно. Така да, првата песна е таа, иначе прва песна имам снимано и прво деление, 6 деление, мада никогаш не излегло на YouTube таа нешто. Значи ги чуваш? Не ги чувам и јас ги немам, би сакал да ги имам. Супер, ете кога ти беше првен настап? Прв настап ми беше во Гази Баба, хип-хоп фестивал. Да им се заблагодарам на сите што ме повика и сите што беа таму. И како ќе го, дали мислеше дека пример ќе има пример луѓе дали ќе те поддржат? Нормално е да размислуваш како ќе биде, ама све поминал најдобар ред. Имав поддршка доста и од публиката, и од диџеите, и од артистите што настапуваат таму, така да немам замерки никак. Дали мислиш дека до ова ниво ќе стигне сега, од кога ќе почне до сега? Ја не сум ни свесен на какво ниво сум, ама слушаат луѓе колку што можам пратат, така да се трудам, никога да не разочарам. Така да ќе оставиме на Божја волја да иде све. Така, колку песни имаш изваено? Сега не знам точно, ама преку 13-14 сигурно се на YouTube. Од кои повеќето се све колаборации со други артисти. 3-4 имам сам. Ете, од толку песни што имаш напарано, одвој нека 3 според тебе. 3 да одвојам? Да. Со Леми Джи, брат за брата. Со Голди, исто добра колаборација, мерак ми беше многу, и со Павла, да ја кажам 3 фита. Тие што би ги одвоил така мене, што ми се драги. Колку одзема едно снимање, пример спот? Ете, при која песна те има одзема најпоќе време? Најповише време ми одзема песната со Патриотско друштво за Македонија. Се снимаше 2-3 дена, убави спотот. Зависи како спот сакаш, зависи што бараш во тој спот, така да можеш и во 2 сати да го снимиш. Пример, Ганг и Фавела ми се снимени за 7 минути спотовите, што се one shot, а најдолга Македонија, 3-4-5 дена може и терафме. Охо, ете од која песна ти е најпрегледана, една најпрегледана, другата понајпрегледана? Најпрегледана, според YouTube бројки е Street Boys, после Jugo Drill, со Голди. Супер, ете каква мисли има за рапот во Македонија, може да се успеи и дали може да се оставива некој нормален живот? За рап не може да се успее во Македонија, што е докажано. А ако почнам комерцијална музика, пример, све може да се очекува, ипак и тоа е тежок пат. Затоа што реално немаме, не знам, дали немаме свест, дали немаме слушатели, подкрепа има, ама многу работи се проблем од држава,
не е само тоа, така да. Не знам поддршка дали треба да си има некои луѓето што се Джаве и што да се имаш занимаваат. поддршка, треба реклами, треба пари, треба промовирање, мора да те гура некој. Да, иначе сам нема шанса некој. Колку и да си добар сам, ќе те слушаат другари и може уште 5000 други луѓе тоа. Он да го дадам прегледите, тие се гледате и сами. Мада ќе кажам, они не снимаат за прегледи, ама бројките се изборат колку и да не сакаш, така да. Така. Од рапот ништо нема Македонија. Од љубов само ако го снимаш. Јас мислам не само од рап, општо и за другите професии. Ете пример српско да пишеш на друго, ако не имаш некој менаџер на татурка, колку сакаш биди професионален, например се занимаваш со ова, што сакаш? Па во Србија е сосем различна ситуацијата од кај нас. Така да не можам ни да споредам ни популација, ни жители, све си има своја улога, не знам како да го објаснам тоа, ама ако си добар и ако имаш поддршка од некој во Србија, многу лесно си успеа. Да, за разлика од Македонија. Да. Друго прашање ми да како се справиш со хит коментарите? Како уште Дали ти еднаш? влијат? Како се справиш со хит коментарите? Како ме влијаат? Ја очекувам стваршта во коментари, мада лоши коментари, дали од 15 песни 5 коментари имам хейт. Така да немам проблем со коментарите, добро и лоши, тие се. Свесен сум што правам, свесен сум што снимам. Така да фала за добрите, фала за лошите. Така, дали имаш направена мала пауза со рап? Па, мала пауза. Еве 4 месеци немам извадена песна, ако го рачунаме како пауза, ама снимам, правам, се спремаат Значи работи. константно снимаш. Па константно, ајде да кажеме, да. Супер, ете после прашате не должи многу, што плани имаш во иднина, ако можеш нешто да не откриеш? Што планови во иднина? Планови во иднина за музика или? Да. Сега моментално снимам еден фит, гостувам на албум кај Рики Рики, да го поздравам од Козле. Со DJ Тами исто спремаме колаборација на така по-мек стил, да речеме за мене. И еден соло проект спремам што Дарко Јовановски ќе биде мастерписот на спотот, така да очекувам да биде све најдобар ред. Толку до видео, ако ви се допадне видео, го сакате што вакви нови видео, да не забравате да ставите лайк и subscribe и обавезно да запратите песните и да слушате на неговите песни и од него Инстаграм секако и од мене. Се надевам дека сите плановите видни што кажа сега ќе ти бидат успешни. Дај Боже, и ти што ќе сакаш да се исполни. Така е. Фала. Бидете сите добри, живи и здрави, колку можете да не бидете лоши луѓе. Така е. Поздрав.